Здраво да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме малку за спонтаност на хемиските реакции. Се, например, кога ќе стигнете одредено ниво на хемија, може да си измислувате хемиски реакции, да видите што би се добило ако тоа би реагирало. Например, ти не можеш да земеш дома, немаш некои чудни елементи да си ги мешаш да пробаш експериментално, затоа пробаш на хартија, така. Имаш некое си хемиско соединение X, ставаш да реагира со некое хемиско соединение Y и гледаш што се добива, така се добива Z плюс W. Сега, можеш да видиш што ќе се добие од прилика, не секогаш, спрема некоја логика, ама не знаеш дали воопшто ќе реагираат едно со друго. Сега, денеска, бидејќи имаме многу големи познавања во однос на основните реакции, можеме да правиме вакви равенки, така, и да видиме, ова ќе реагира, ова нема да реагира. Бидејќи имаме големи датабази на веќе направени експерименти, така. Но порано едноставно не можеш да си запишеш вака и да речеш, ова ќе се добие и сигурно ќе реагира. Ви ги не знаеле, едноставно се прави експеримент. Ќе го земеш тоа, ќе го ставиш во раствор со друга супстанца, или како и да е, и ќе видиш што ќе се добие, така, или дали воопшто ќе се добие нешто, и тоа ќе го запишеш, и ќе видиш колку енергија се ослободило се тоа, и се тоа се запишува, и понатаму може да се користи во иднина за да видиш нешто со нешто дали би реагирало. Сега, најчесто се одредува експериментално. Но сепак има правило дали една реакција би се случила спонтано, значи само ќе донесеш XY едно со друго и едноставно ќе тргне како не знам натриум да мешаш со вода и ќе има како експлозија. Така, или пак треба да донесеш енергија до некое си ниво, треба да донесеш енергија, основа овој случај топлина, со цел да тргне реакцијата. Например, кога имаш дрво, или нека биде лист хартија, така, имаш лист хартија, и листот хартија не реагира со воздухот во атмосферата, тој не се запалува од ништо, така. Правим треба да донесеш малце енергија во вид на топлина како оган, така да речеме, дека има некое чкорче тука. И кога ќе донесеш, ќе иницираш започнување реакцијата, односно делот јаглеродните атоми кои се наоѓаат од листот хартија, јаглеродните соединенија поточно ќе реагираат со кислородот во атмосферата. Ќе започне реакција, значи дека ја поттикнеш првична реакција, таа реакција ќе ослободи енергија и таа енергија ќе го започне процесот да тера понатаму спонтано и ќе изгори целиот лист. Така се дека има кислород. Значи некои реакции не започнуваат спонтано, него треба да ги подбутнеш на некој начин. А некои пак реакции треба до крај да ги буташ, се дори не го добиеш крајното соединение. Например, дека со горењето на хартија ти само го стартуваш процесот, а понатаму тој самиот си тече до крај. Така. Ама има некои реакции каде што нема тој да тече до крај. Едноставно се дури му ставаш енергија ќе тече, чим прекинеш да ставаш енергија ќе застане. За да видиме тоа како изгледа. Најчесто, секогаш кога имаш некои си реактанти, да речеме имаш некој соединение X и соединение Y, со цел да реагираат спонтано и да се добијат некои си продукти Z и W, продуктите што ќе се добијат треба да се на пониско енергетско ниво. Значи ова овдека е енергија, треба да се на пониско енергетско ниво со цел реакцијата барем до некој степен да се одвива спонтано. Така, например, реакцијата ќе се одвива од овде и ќе се добијат продуктите на ова ниво и при тоа ќе се ослободи енергија. Така, во вид на топлина. Така, ќе речеме ку. Сега, например, што се случува кога не е некоја ептен така спонтан, него треба малку да се даде енергија. Едноставно, се наоѓа некој си ова енергетско ниво, даваш одредено количество енергија, например ова беше со кибритот на хартијата, стига до одредено ниво и понатаму спонтано иде до крајниот продукт. Така што, овдека ќе повлечеме линии, ова овдека е енергијата која ќе се ослободи при реакцијата, а ова овдека е енергијата која е потребна да доведеме со цел да започне спонтаниот процес. Така. И ова жолтово што го бележев се нарекува всушност енергија на активација. Сега, за некои хемиски реакции енергијата на активација е многу голема, значи треба многу да се довесне енергија, ама чим ќе започне ќе тргне. За некои хемиски реакции е многу ниска. Сега, например, постојат катализатори кои сега нема да ги разгледуваме, но главната идеја со катализаторите е што ја намалуваат енергијата потребна за активација, така што помалку енергија треба да се донесе за да започне процесот.
И затоа викаме дека катализаторите се заврзувачи на химска реакција. Сега, значи ова се процеси кај што требаше енергија на активација. Сега има некои процеси, како што реков, каде што е потребно цело време да додаваш енергија со цел да стигнеш до крајниот продукт. Значи стигнеш, почнеш некои си соединенија X и Y, и сакаш да стигнеш до некои соединенија Z и W, и за да стигнеш не може да биде тука па тоа спонтано да иде нагоре. Едноставно целиот пат треба да му даваш енергија за да стигне до некое си ново стабилно ниво. Сега, кога прави нова вака го согледале и сватиле дека ако се движи од поголемо енергетско ниво, компонентско енергетско ниво, иде спонтано, спрема тоа овдека се ослободува количество топлина. И рекле, нели кога се ослободува количество топлина, имаме негативен предзнак, при вредноста, тука имаме килоджули, и ова е всушност екзотермна реакција. И рекле дека сите реакции кои се екзотермни се спонтани реакции, односно се случуваат без искористување на енергија или само со енергија на активација. Но после некое време откриле всушност реакции кои се налик на оваа овдека доле, каде што исто се одвивале спонтано. Ама всушност не ослободувале енергија, него всушност абсорбирале енергија од околината. И се рекле, па како ендотермните реакции тогаш се спонтани. И со ова заклучиле дека всушност екзотермни и ендотермни не е регулатор дали реакцијата би се одвила спонтано или не. Сега некој ќе рече дека има, ова е сосема логично, дека кога имаш коцка мраз, така тука атомите се наредени во една кристална решетка и нормално дали зима енергија од надвор, зима топлина, и се топи, така преминува во течна состојба каде што атомите се не се веќе во кристална решетка, не се држат толку силно со водородни врски. И нормално тоа е ендотермна реакција. Но всушност не е реакција, значи преминување од една агрегатна состојба во друга агрегатна состојба. Така сега обично они мислеле кога реагираат различни соединенија едно со друго, дека само екзотермните се спонтани, дека ендотермните не се. И добро, и вака сватиле дека всушност екзотермни и ендотермни не е ограничувачки фактор. Но тогаш што е ограничувачки фактор, дали една реакција би се одвивала спонтано или не би се одвивала спонтано? И сватиле дека всушност за една реакција се одвива спонтано, за да стигнеш до некој си Z плюс W, единствен фактор што е потребен е да се зголемува ентропијата на изолираниот систем, односно во овој случај универзумот. И што е поголема потенцијалната разлика помеѓу ентропијата овдека, да речеме ова S1, ова е S2, што е поголема разликата помеѓу ентропијата, тоа е по спонтан процесот. Сега проби нешто што некој може да му текне, например, кога го представив тој претходно графикот, ја правам график со енергија, започнавме некаде си овдека, така, и всушност стигнавме некој си пониско енергетско ниво, овде. Сега, ако имаме пониско енергетско ниво, да речеме пониско енергетско ниво за некоја супстанца, таа да биде помалку мрда, така да биде поорганизирана, поструктурирана, да биде едноставно да биде по-нехаотична. Така. Додека овдека била по-хаотична и затоа се случила реакцијата. Сега некој ќе рече, овдека се намали ентропијата. Така се намали ентропијата, како тогаш кога ова е спонтан процес. Но заборавате дека всушност се ослободува топлина. И таа топлина ја зголемува ентропијата, значи таа топлина, ева со црвена боја, ја зголемува ентропијата на околината. Така што оваа хемиска реакција со X и Z, ако се одвиваше во некој си Ерленмајер, така имаме Ерленмајер вака, и овдека сега имаш X кој преминува во Z, ентропијата внатре во Ерленмајерот се намалува, но ентропијата надвор од Ерленмајерот ќе се зголеми бидејќи ова е екзотермен процес и се ослободува топлина во околината. Така, атомите овдека кои се на воздух сега ќе се движат побрзо, ќе се движат многу побрзо, односно воздухот ќе стане потопол надвор од Ерленмајерот, односно вкупната нето ентропија, значи ова го бележиме S2, а ова го бележиме S1, и сега ако одземеме значи S2 минус S1, ќе добиеме вредност која е поголема од 0, односно се зголемила вкупната ентропија во универзумот. Односно тоа можеме да изведеме една како формула каде што промената на ентропија на универзум е еднаква на промената на ентропија на систем
минус, односно плюс промената на ентропија на околина, каде што ова треба да е поголемо од нула. И само при овие случаи, всушност, се одвиваат спонтаните реакции. И тоа е едно правило за одвивање на спонтани процеси. Има многу вакви хемиски примери во кои може да ги разгледате на интернет, некои со амониум нитрат и особено некои лесно експлозивни супстанции, каде што продуктите кои би се добиле имаат многу повисока ентропија и затоа спонтанноста на тие процеси е многу поголема. Малце. Добро, тоа беше се за видео, се нам накадучив тешно ново и ќе се видиме во наредното видео.